Средношколците Антонио Стојчевски од Скопје и Филип Ричлиев од Струмица, влюбеници на македонскиот фолклор, пред струмичани презентираа 20 експонати на оригинални македонски носии со музика од повеќе традиционални инструменти. Носиите ги собирал Стојчевски при своји теренски истражувања низ Македонија, кои го отсликуваат социјалниот статус на жената од повеќе етнички предели. Беа презентирани носии кои биле носени од девојки, невести, средновечни и возрастни жени, но и носии за повеќе обреди и празници. Јас во овој настан ја имам улогата, односно ќе изведувам традиционалните музички инструменти кои што ги свирале нашите предци овде во Македонија. Денеска ќе се презентираат повеќе носии од повеќе етнографски области во Македонија. За наредни планови имаме ќе се одржуваат повеќе реви низ Македонија. Така, сето тоа започна од една идеја и која што за прв пат ја промовиравме во Ниш пред 2 недели и каде што имаше многу голема заинтересираност за македонските народни носии и решивме да ја презентираме македонската фолклорна традиција и во Македонија. Така, бевме во Ниш, таму имавме исто прекрасна ревија, имавме настап за во соработка со друштвото, мислам, Сдруженијето на македонци во таму во Ниш. Завршивме со тоа, дојдовме тука, сега имаме ревија во Струмица. Македонски традиционални носии од повеќе предели на државата со изворна музика беа презентирани и во Ниш во Србија, а истите можеа да се видат и на изложби во Штип, Свети Николе, Скопје и други градови.